Целосна забрана за во шума. Нови спасители во Охрид. Трамп со закана за нови царини. Преговорите за војната зависат од Киев. 5 фрази што откриваат ниска емоционална интелигенција. Бензинските автомобили поштетни од дизелите. Од утре, 1 јули, до 31 август 2025 година стапува во сила целосна забрана за движење во шумите и шумското земјиште, информира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Мерката е донесена поради зголемениот ризик од шумски пожари и согласно препораките од владата, јавното претпријатие Национални шуми и националните паркови. Движењето ќе биде дозволено само со писмено одобрение од надлежните подружници или управите на националните паркови. Без вакво одобрение, граѓаните нема да смеат да влегуваат во шума или шумско земјиште. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство потенцираат дека за непочитување на оваа забрана се предвидени високи парични казни од 1500 до 2000 евра во денарска противвредност. Забраната се воведува согласно член 57 став 3 и член 106 од Законот за шумите. Со оваа мерка се очекува да се спречат катастрофални пожари во летниот период, а Министерството апелира граѓаните да ја почитуваат забраната и да покажат одговорност кон шумите и животната средина. Центарот за безбедност на вода при Црвен крст Охрид успешно ја реализираше обуката за спасители на отворени води, на која се сертифицираа 10 нови спасители. Програмата вклучи теоретски и практични модули за спасување и извлекување на активни и пасивни давеници, користење специјализирана опрема и примена на превентивни мерки за зголемување на безбедноста. Обучените спасители стекнаа знаења за укажување основна и напредна прва помош во итни ситуации, како и правилна употреба на прирачна спасувачка опрема. Од Црвен крст Охрид информираат дека со новите кадри се зајакнува ефикасноста и одговорноста во зачувување на животот и безбедноста на капалиштата. Американскиот претседател Доналд Трамп најави дека нема да ја продолжи 90-дневната пауза на царините за повеќето земји по 9 јули и дека неговата администрација ќе ги извести државите дека санкциите ќе стапат на сила доколку не се постигне договор. Тој во интервју за Fox News порача дека известувањата ќе почнат да се испраќаат прилично брзо. Трамп нагласи дека САД ќе одлучуваат колкави тарифи ќе плаќаат земјите кои сакаат да купуваат американски производи, од 10 до 50%. Истовремено рече дека нема интерес за одредени земји и отики испрати многу писма со новите услови. Говорејќи за односот со Кина, Трамп го пофали новиот договор за извоз на ретки земни метали и додаде дека за порамноправен трговски однос со Пекин ќе бидат потребни високи тарифи. Тој исто така изјави дека е подготвен да ги укине санкциите за иранска нафта во Кина ако Иран покаже дека може да биде мирен. Трамп повтори дека САД уништиле ирански нуклеарни објекти и дека секој кој протекол разузнавачки информации за тоа ќе биде гонет. Врховниот лидер на Иран, Ајатолахот Али Хамнеи, пак, изјави дека Трамп претерува за да ја сокрие вистината за нуклеарната програма на Иран. Брзината на преговорите за завршување на војната во Украина зависи од ставот на Киев, американското посредништво и состојбата на теренот, изјави портпаролот на Креми, Дмитрий Песков, иако Доналд Трамп вети дека ќе ја заврши војната за еден ден. 5 месеци по неговото доаѓање на власт се уште нема решение. Песков рече дека Вашингтон има клучна улога во посредувањето, но не откри што точно очекува Москва од САД и Украина. Русија бара Киев да отстапи повеќе територии и да престане со западната воена помош, што Украина го смета за неприфатливо. На 16 мај и 2 јуни по тригодишна пауза се одржаа директни разговори во Истанбул, што доведоа до размена на затвореници и враќање на загинати војници, но не и до напредок за прекин на огнот. Путин потврди дека нацртоговорите на двете страни биле целосно контрадикторни. Русија и понатаму напредува на теренот, контролирајќи речиси 1/5 од Украина и освојувајќи нови делови од Донецк и Днепропетровск. Турција најави дека останува подготвена да биде домаќин на идните рунди мировни преговори. Вистина е дека емоционалната интелигенција не се однесува само на тоа колку добро ги препознаваме сопствените чувства. Вистина е дека таа се гледа и во начинот на кој се поврзуваме со другите, како ги слушаме и како реагираме во секојдневни ситуации. Психолозите предупредуваат дека ниската емоционална интелигенција често значи потешкотии во препознавање на туѓите граници, недостаток на емпатија и лоша комуникација. Вистина е дека токму овие 5 фрази се најчести знаци за тоа.
Вистина е дека реченицата "тоа не е мој проблем" покажува недостаток на емпатија и неподготвеност за соработка. Наместо да се обидат да ја разберат другата страна или да понудат поддршка, луѓето со ниска емоционална интелигенција се дистанцираат и покажуваат дека не им е грижа за чувствата на другите. Вистина е дека секогаш си толку чувствителен е фраза што ги минимизира туѓите емоции и ја префрла вината за конфликтот. Психолозите велат дека оваа изјава открива емоционална незрелост и неспособност за почитување на туѓите искуства. Вистина е дека "јас само сум искрен" може да биде изговор за груби и несоодветни коментари. Иако искреноста е важна, вистина е дека луѓето со висока емоционална интелигенција знаат да ја кажат вистината со такт и почит. Вистина е дека фразата "претеруваш со драмата" негира туѓи чувства и ги омаловажува. Наместо да се обиде да разбере, лицето што ја користи само го продлабочува јазот и покажува недостаток на сочувство. И вистина е дека "таков сум и нема да се сменам" е јасен знак за ниска емоционална интелигенција. Вистина е дека флексибилноста и подготвеноста за личен развој се суштински дел од емоционалната зрелост и се доказ за сила, а не слабост. Вистина е дека луѓето со висока емоционална интелигенција постојано работат на себесознавање и не бегаат од тешките разговори. Тие знаат дека искреноста не е оправдување за суровост и дека поддршката не значи секогаш да се биде во право, туку да се биде тука за другите. Вистина е дека оваа способност ги прави нивните односи посилни и подлабоки. Вистина е дека никој не се раѓа со совршена емоционална интелигенција. Таа се развива со искуство, учење и искрена намера да се разберат и сопствените и туѓите чувства. Вистина е дека секој обид да се слуша без осудување и да се реагира со разбирање е чекор напред кон здрави односи. Вистина е дека светот во кој живееме бара повеќе емпатија и помалку осуда. Вистина е дека сите би имале корист ако почесто размислуваме како нашите зборови влијаат на другите. На крајот, вистина е дека емоционалната интелигенција е клучот за подобри пријателства, семејни односи и општество што го цени почитувањето и разбирањето. 10 години по скандалот со Volkswagen и Dieselgate-от, нова германска студија отвора прашања за емисиите на модерните бензински автомобили. Истражувањето на Helmholtz Munich и Универзитетот во Росток, објавено во Science Advances, покажува дека издувните гасови од бензинците можат да станат значително поштетни откако ќе се испуштат во атмосферата. Најголем проблем е фотохемиското старење, процес при кој издувните гасови, изложени на сончева светлина и атмосферски оксиданти, стануваат потоксични и предизвикуваат оштетување на ДНК и оксидативен стрес во белодробните клетки. Оваа токсичност не потекнува само од честичките, туку и од новоформирани испарливи соединенија. Иако филтрите за честички кај модерните бензински мотори се ефикасни веднаш по согорувањето, тие не спречуваат создавање на секундарен органски аеросол што е поврзан со кардиореспираторни заболувања. Студијата предупредува дека сегашните прописи ги мерат емисиите само на излезот од издувната цевка, но не и нивната трансформација во воздухот, што го прави предизвикот со PM2,5 честичките се уште нерешен. Целосна забрана за во шума. Нови спасители во Охрид. Трамп со закана за нови царини. Преговорите за војната зависат од Киев. 5 фрази што откриваат ниска емоционална интелигенција. Бензинските автомобили поштетни од дизелите.